Средното техничко училиште Никола Карев ќе изработи околу 900 шкафчиња за основното училиште Никола Вапцаров. Средношколците од дрвопреработувачката струка веќе се зафатени со работа. Цртаат, кројат, кантираат и подоцна ќе ги склопат шкафчињата. Велат интересно е што знаат дека нивната работа некому ќе користи. Потребно е моментално ги кантираме, кант трака, потоа се оди на склопување. Сите тие делови што ги кантираме, ги склопуваме и се создава еден плакар. Изработката на плакарите е проект на општина Струмица. Дел од средствата ќе се искористат за материјалите, а еден дел ќе се вложат во набавка на нови машини. Ние како техничко училиште соработуваме со компаниите и сегаш сме во пресрет на компаниите за нивните потреби. Пред 2 години опремувавме неколку кабинети во Министерството за образование, пошто имавме донација од Министерството за образование неколку машини кои што се во дрвопреработувачката струка. Порано имавме само рачен алат за изработка на дрвните производи, а сега веќе имавме некој си машински парк со машини кои што годинава уште толку ќе го збогатиме со тоа што по иницијатива на градоначалникот се направи проект за изготвување шкафче за секое дете и преку тој проект ќе изготвуваме шкафчиња за училиштата во општината. Прво такво училиште е училиште од Никола Вапцаров, каде што за почеток ќе изработиме околу 900 шкафчиња за учениците во училиште Никола Вапцаров. Професорите кои предаваат стручни предмети велат дека внесувањето нови машини во практичната настава е многу важно за развојот и знаењата на учениците. Во стручното образование, не само во дрвопреработувачката струка, туку и во сите струки, и електро и машинска, практичната настава е број 1. Бидејќи преку практичната настава учениците доаѓаат во допир, значи и со материјалот и со машините. Значи тој спој и можат полесно да ги осознаат сите тајни на обработката на дрво или иверица. Да, можам да кажам дека ние сме техничко училиште број 1 во источниот регион, посебно за шумарско дрвопреработувачка струка, значи ги имаме скоро сите машини за изработка, како на масивно дрво, така и на иверка. Ви олеснува тоа во предавањето, во усовршувањето на учениците и нивните вештини? Да, за практичната настава многу придонесува, бидејќи учениците директно се запознаваат со машините кои ги има и во производството кај приватниот сектор. Значи ги имаме сите тие услови тука и од рачен алат кој е потребен и машини за изработка. Пред да се премине кон изработка на мебелот, тој мора да се проектира. И ова е дел од наставата на средношколците од дрвопреработувачката струка. Тие изучуваат како да направат точен, прецизен проект што може да се реализира. Предметот проектирање на мебел ви овозможува најпрво да направите макета, односно скица, технички цртеж и подоцна да му дадете 3D визуализација на самиот простор. Ако погледнете во се што е современо, најчесто во уредувањето, луѓето, односно самата побарувачка на готов цртеж или на комплетно уредување е поврзана со 3D програмите. Моментално 3D програмите се изучуваат веќе во сите современи училишта, затоа и ние преминуваме кон новите трендови и им овозможуваме на самите деца и на самите ученици да им биде позабавно, поинтересно и да можат сами да ја доловат комплетната слика на одреден простор. Како предмет проектирање на мебел е доста битен, бидејќи е поврзан и со практичната настава. Кога ние изработуваме одреден технички цртеж, техничкиот цртеж го даваме со димензии. Истите димензии може да ги пренесат на лист хартија, листот хартија може да го пренесат веќе на готов материјал кој подоцна може да го изработат во готов елемент. Од техничкото училиште Никола Карев велат дека овој пример ќе се применува и во другите струки. Ќе се обидат преку осовременување на машините и воопшто практичната настава да станат конкурентни во образованието, но и да генерираат средства што ќе ја унапредат наставата.